Почитувани сограѓани, добро дојдовте во првото издание на Facebook Live, каде што ќе се обидам со се што знам и умеам да дадам одговори на вашите прашања што ги собиравме изминативе денови преку повеќе социјални мрежи. Однапред едно мало извинување, јас денеска слетав од Вашингтон, така што имам и джетлек и можно е да бидам побавен од обично и не е доволно прецизен. И исто така, бидејќи посебно за мене, не сум сигурен воопшто во нашава политичка комуникација со јавноста, со вас, со граѓаните, за мене е ова пионерски потфат, бидејќи треба да бидам и водител, и говорник, и спикер на некој начин, така што се извинувам за грешките што веројатно ќе ги направам. Зошто го правам ова? Мислам дека е влогот огромен, мислам дека нашата нација, нашата држава е исправена пред голема историска раскрсница, што јас лично ја сметам за голема историска шанса, и бидејќи одлуката зависи од сите нас, сите имаме еден глас, се чувствувам должен, како човек што учествуваше во преговарачкиот процес што доведе до потпишување на договорот, спогодбата со Република Грција, ги тргна пречките за нашата иднина во однос на Европската Унија, во однос на НАТО, стави точка на една ера на предизвици во однос на тоа кои сме, каков јазик зборуваме. Мислам дека е голема должност да направам се што можем да ги расчистиме маглите и на некој начин да објаснам зошто мислам дека ова е правата одлука за нашата иднина. Однапред ќе кажам дека за жал често блокадите од надвор, блокадата што успеавме да ја тргнеме, што се покажа и со одлуките на Советот за општи работи и Европскиот совет од страна на Европската Унија и со поканата од НАТО алијансата, тие блокади од надвор беа често употребувани како изговор за неодговорност дома, што придонеси да изгубиме една цела генерација. Многу накратко две реченици за посетата во Вашингтон, она што најмногу ми остави впечаток, освен големата поддршка на овој процес, на укажувањето дека НАТО членството ни е на дофат, беше честитката дека успеавме заедно со Грција во огромен дел, се разбира со поддршка на медијаторот Нимиц во името на Обединетите нации, сами, со наша визија, со наша политичка храброст, да дојдеме до решение на едно прашање, децениски, што не оптоварува и нашите односи и нашата иднина. Ке напоменам дека добивме некаде околу 100 прашања кои што се релевантни, има и многу нерелевантни вон договорот со Грција и предстојниот референдум. Ги групиравме во неколку групи, ќе одам со таа методологија. Нема да можам да ги одговарам прашањата што можеби сега, додека ме гледате и слушате, ќе ги поставите и ќе опфатиме голем дел и од тие сега што ќе ги добиеме во наредните изданија. Идејата е, кон крајот на секоја недела, идниот четврток мислам дека нема да успеам, бидејќи ќе бидам во Виена, има гимни состанок со министрите за надворешни работи на Европската Унија, но дали тоа ќе биде сабота, дали недела, кон крајот на секоја недела ќе одговарам на вашите прашања. Предлагам да почнеме. Прашањата ќе ги идентификувам. Мислам дека така е, ќе биде и поинтересно, освен оние што ги добивам во инбокс, каде што не е јавно името на нашиот сограѓанка кој што го поставува прашањето. Ќе почнам со Јордан Јованов на Facebook. Јас сум за Европската Унија и категорично против НАТО. Дали да излезам на гласање и како да го искажам мојот став? Ова прашање на некој начин го опфаќа прашањето зошто референдумското прашање се однесува и на договорот со Грција
и на почетокот на пристапни преговори со Европската Унија и на членството во НАТО. Одговорот е едноставен, ние во двата процеси сме блокирани во однос на НАТО од 2008 година, во однос на ЕУ од 2009 година. Јасно е дека оттргнувањето на овој тек го отвара патот кон овие две стратешки цели на Македонија. Двете имаат огромна поддршка од граѓаните, која што се движи од 2/3 до 3/4 од нашето граѓанство. И истовремено и влегувањето во сила на договорот е врзано со ратификацијата на пристапните протоколи за нашето членство во НАТО од страна на грчкиот парламент и имплементацијата на договорот е врзана со поглавјата делумно во делот на домашна употреба ќе ги следи пристапните преговори и поглавјата. Конкретно одговор на Јордан можам да кажам што за мене значи НАТО. НАТО значи организација која што токму поради членот 5 од договорот обезбедува стабилност и обезбедува мир. Мислам дека става точка на прашањата што ќе биде со Македонија, дава една порака дека Македонија во нашиот регион, каде што не сите прашања се целосно затворени и уште има джебови на несигурност, упатува порака дека Македонија е тука за да ја остане, да ја има во овие граници. Ако не можам да ве разубедам, се разбира, ваша е мудроста, вашата совест ќе треба да си ја следите, ќе треба да измерите дали повеќе ви значи тоа што сте против НАТО или повеќе ви значи тоа што сте за Европската Унија и да земете предвид дека градиме и мост на идно блиско пријателство со нашите соседи во Грција и тука да ја донесете одлуката. Јас мислам дека треба да излезете, бидејќи прекрупна е раскрсницата, за да немате глас, да немате удел во каде ќе оди Македонија во иднина, каде ќе бидеме до година, каде ќе бидеме за 5, за 10 години. Одиме со корпус прашања кои што се многу легитимни и мислам дека треба убаво да се објаснат, ќе се обидам тоа во целост да го направам. Околу измените уставниот процес што ќе следи со успешен референдум. Детално какви промени се предвидени во преамбулата, член 3 и член 49 од Уставот на Република Македонија од Боро Велјановски на Фејсбук, како ќе ја спроведеш точка 12 од член 1 од Љубен Тодоровски на Фејсбук, се однесува повторно на уставните измени, какви промени ќе бидат потребни во Уставот за да се имплементира договорот, што ќе се случи со АСНОМ и како ќе се измени, сериозно прашање кој заслужува сериозен одговор. Ќе ве молам од коректор на Твитер, дали може да ги добиеме амандманите на Уставот во нацрт верзија пред референдумот, без нив ќе треба да гласаме на слепо, што има спорно во член 3 од Уставот и како ќе изгледа неговиот амандман, од Игор Стаматовски на Твитер, дали пред референдумот ќе бидат дадени на увид на граѓаните промените во Уставот на РМ кои се предизвикани од договорот, од Тудор Јамеску на Твитер, како ќе изгледа новиот текст на преамбулата и членот 3, зошто се менуваат и кои се тие во наводници соодветни измени кои не се наведени во договорот. Што е проблемот со член 3? Тука ќе укажам дека надлежност за уставни измени има Собранието на Република Македонија. Оваа спогодба не може да го смени Уставот. Во спогодбата во духот на спогодбата се дадени некои индиции во кои насоки ќе бидат направени 4 измени во Уставот. Едно е преамбулата и тука измената ќе биде конкретизација на
ќе бидат поконкретно наброени конститутивните одлуки на АСНОМ. Преамбулата нема да има никакви други промени и ќе го задржи идентитетскиот и државнотворниот наратив кој што е сега актуелен. Членот 3 се однесува на принципот на неповредливост, непроменливост, недопирливост на нашите државни граници. Тој е веќе автентично толкуван со првите уставни измени од 1992 година. Промената ќе оди во насока на уште поголемо зацврстување, уште поголеми гаранции дека нашите граници се тие. Бидејќи не мислам дека има било каква сериозна политичка сила во Македонија која што не ги поддржува нашите граници и неповредливоста на нашите граници, не мислам дека овој уставен амандман во однос на членот 3 има било какви контроверзии. Членот 49 е член што исто така е толкуван и со времената спогодба со Грција од 1995 година и со уставниот амандман 2 повторно од 1992 година, каде што се вели дека нашата грижа за националните малцинства, македонското национално малцинство во соседните земји, не значи мешање во внатрешните работи на тие земји. Ова одредба ќе се усогласи со модерните, со новиот правен јазик и со модерните традиции и правни формулации од компаративното уставно право и нашата грижа повеќе ќе се однесува кон нашата диаспора секаде низ светот. Важно е да се напомене дека оваа спогодба не дерогира, не нарушува обврски ниту за Македонија, ниту за Грција по други меѓународни конвенции. Сите оние што се бават со човекови права и во тие рамки и со малцински права, знаат за деликатноста во односот на малцинство со матичната држава и знаат дека главната заштита се обезбедува токму преку меѓународните конвенции, кои што се многу релевантни и кои што имаат и судски инстанции, како што е Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Значи, таа грижа ќе биде од една страна на линија на модерните устави, компаративно, и ќе се однесува на грижа за целата наша диаспора во светот и треба да се земе предвид дека оваа спогодба не ослободува од обврска да се почитуваат меѓународните конвенции кои што влегуваат во делот на човековите права. Четвртиот е амандманот што се однесува на географското прецизирање или придавката северна кон нашето име Македонија и секаде во уставот каде што е Република Македонија ќе биде Република Северна Македонија и тоа ќе се направи со еден амандман. Тоа се на некој начин политичките насоки кои што произлегуваат од договорот, меѓутоа текстот ќе се направи во собранието, тој процес се отвара со двотретинско мнозинство, текстот се работи во комисии, има еднаш апсолутно мнозинство, целиот процес се затвара повторно со двотретинско мнозинство. Тоа е многу важно, бидејќи оваа спогодба не може да го допре уставот. Тоа е наша процедура и мислам дека двотретинското мнозинство што го бара уставот за било каков нов уставен амандман е здраво за нашата долгорочна политичка дебата, бидејќи ќе создаде големо мнозинство и ќе го намали просторот за негативни, назадни дебати на самопрогласени патриоти, на навреди за предавство,
ќе не соедини и ќе не исправи пред една таква зрела и одговорна одлука. Ова се прашањата во тој дел. Уставноста на договорот, малку од подруг агол погледнато, јас малку допрев до тоа прашање. Имаме тука две прашања. Меѓународните договори формално правно во нашиот систем се под уставот, а над законите. Имајќи го тоа предвид и фактот дека договорот, понизок акт, предвидува менување на уставот, повисок акт, како тогаш договорот е уставен од Азамат Багатов на Твитер. И уште едно прашање, според кој закон или дел од уставот меѓународен договор подпишува министрот за надворешни работи, логичарот, предпоставувам повторно од Твитер. Прво, спогодбата не може да го смени, да го измени уставот. Процедурата е јасна, потребно е двотретинско мнозинство во собранието на Република Македонија. Тајмингот на влегување во сила на спогодбата соодветствува со овој принцип. Прво, предстои уставниот процес, штом тој се заврши, тогаш спогодбата ќе биде ратификувана и во грчкиот парламент и кога двете страни ќе се известат меѓусебно дека е завршен процесот на ратификација, дури тогаш спогодбата стапува во сила и тогаш има правна хармонија со уставот на Република Македонија. Со ова не се прави преседан. Ние имавме рамковен договор кој што беше иницијален поттик за уставен процес, за уставни измени. Има и во меѓународното право други примери. Таков е договорот Good Friday Agreement, договорот што го затвори ирското прашање, кој што исто така беше условен со каде што исто имаше референдумско изјаснување и беше дел од еден договор што затвори едно така крупно прашање. Во однос на второто прашање, Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори, член 3, став 2, меѓународни договори во име на Република Македонија може да склучува и владата на Република Македонија, со кои се редуваат прашања од области кои представуваат предмет на регулирање на оваа спогодба. Тука е економијата, финансиите, науката, културата, образованието и спортот, сообраќајот, урбанизмот, заштита на животна средина, земјоделство, водостопанство, здравство, енергетика, труд и социјална политика, човекови права, дипломатско-конзуларните односи, како и од областа на одбраната и безбедноста на државата. Речиси сите од овие области се допрени во договорот со Грција и како пример, според нашата евиденција во Министерството за надворешни работи, од независноста до денес собранието ратификувало 897 меѓународни договори. Од овие 897, 5 склучил председател на Република Македонија, сите останати се склучени од страна на владата на Република Македонија. Инаку по Виенската конвенција за договорно право, министр за надворешни работи има општа генерална надлежност да подпишува меѓународни договори во името на државата, во името на владата. Во овој случај јас имав и посебно овластување и посебна одлука на владата. И ова е многу редовна и многу нормална процедура и затоа е битно да ги расчистиме овие дилеми, може би дел намерни, може би дел од легитимен страв, бидејќи само добро информирани граѓани можат да учествуваат и да бидат. Вистинска демократија живее само кога граѓаните се вистински информирани, и впрочем и затоа го правиме ова. Ќе одиме на прашања со еден корпус: државјанство, националност, етникум, народ. Прашање: како се замислува имплементацијата на член 1, став 3б
Првиот дел од формулацијата за државјанство ќе се однесува на етницитет или државјанство. Дали, например, кај македонски влав би стоело македонско, коса црта граѓанин на Република Северна Македонија, или влашко, коса црта граѓанин на Република Северна Македонија, од Елена Ставровска на Твитер. Следно прашање. Што ќе пишува во графата националност кај граѓани со други државјанства кои по националност се македонци? Дали ќе бидат македонец државјанин по националност и покрај тоа што фактички не се државјани? Шукар Чавела, Facebook. Министре, како ја коментирате објавата на грчкиот премиер, пишана на неговата официјална страна, каде категорично тврди дека никаде во договорот не се признава македонски народ и македонска нација, и при тоа ве обвинува вас, премиерот Заев и целиот преговарачки тим, дека ја замајувате јавноста, се служите со лаги и ги извртувате фактите, Аце Коцев на Facebook. Четврто, што значи попрецизно тоа што Nationality е дефинирана како Macedonија, коса црта, Citizen of Republic of North Macedonia. Прво, да кажам дека Nationality или кај нас многу близко до националност, и тука правиме една известна терминолошка збрка, во системот на Обединети нации и во други меѓународни организации, како што е Советот на Европа, организација што има и конвенција за Nationality. Во членот 1 таа конвенција утврдува дека Nationality е правната врска меѓу граѓанинот и неговата држава и дека нема врска со етничката припадност, независно при тоа во објаснувањето вели како во определени правни традиции, политички традиции се користи терминот се користи друг терминот за државјанство или Nationality. Значи, оваа одредба се однесува на државјанство и државјанството ќе биде така напишано во патните исправи, не споменува за други места, споменува за патните исправи, Macedonian, значи македонско, коса црта, граѓанин на Република Северна Македонија. Морам да кажам дека сите, претпоставувам, имаме патни исправи, можеме да провериме што сега пишува. Во актуелните патни исправи со еден подзаконски акт пред неколку години е ставено за државјанство Macedonian. Ова е согласно нашето мултиетничко општество. Во Македонија нема само македонци, има и албанци, има и турци, има и власи, има и срби, има и бошњаци и така натаму. И во делот на државјанството ќе бидат овие две нешта наброени, но само за патните исправи. Ова одредба многу е важно да се потенцира дека целиот договор на ниедно место не споменува и не дава можност за придавка која што ќе биде North Macedonian или Северно Македонска. Придавката ќе биде секогаш Macedonian или of North Macedonia во делот на Nationality или државјанството. Во делот на етничка припадност имам тука уште едно прашање. Доколку успее целиот процес и се завршат сите законски и уставни измени, при што според договорот за националност добиваме македонец граѓанин на Република. На следниот попис во категоријата националност можам да изберам останато и напишам македонец без додавка Јордан Лјованов на Facebook. Значи, секако да, со тоа што ние пак правиме една терминолошка збрка. Националност го разбираме како етничка припадност, како наследство од терминологијата што ја користевме во бившата Југословенска федерација, каде етничката припадност на народите во републиките ја викавме националност, а етничката припадност на
граѓаните во двете покрајни ја викавме народност. Во западната терминологија може да се каже народ, people, може да се каже nation, повеќе оди кон политичка смисла, за етничка припадност е ethnicity, а не nationality. И сега преминувам на прашање токму во овој дел, каде што мислам дека е најважната, тоа што најмногу, на тоа што најмногу обрнувавме внимание и што моравме да го заштитиме, бидејќи политиката, нашата генерација, сите ние заедно како граѓанство, не можеме со одлука да чепнеме по идентитетот, бидејќи идентитетот е резултат на историски процес. И затоа, ако не добивме реафирмација на нашиот идентитет и потврда, се разбира дека немаше да дојде до договор. Прашање: во кој член од договорот стои признавање на македонскиот народ? За Жарко Зад Костески на Facebook. Еве прашање до тебе, министре: убедиме во кој член од договорот стои признавање на македонскиот народ? Се убив од читање, но нигде не најдов. Во спогодбата не се споменува изричито дека Грција го признава македонскиот народ како македонски, ниту пак има член кој би можел да гласи, на пример, Грција го признава правото на граѓаните на Македонија да се самоопределат како македонци. Тука обрнувам внимание на членот 1, ставот 3, алинеја Г, која што треба да се чита заедно со членот 7, став 1 и 3 од договорот. Првиот дел од членот 1. Термините Македонија и македонски го имаат значењето дадено во член 7 од оваа спогодба. Член 7 став 1. Страните прифаќаат дека нивното разбирање соодветно секоја за себе на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Став 3. Во однос на втората страна, во однос на Македонија, овие термини Македонија и македонско, македонски, македонска, ја означуваат незината територија, јазик, народ и нивните одлики со нивната собствена историја, култура и наследство, кои се особено различни од оние кои се наведени во член 7, став 2, тоа што Грција и грците го мислат кога ќе се спомене Македонија и македонски или македонци. И ова е суштината, една од покрупните согласности и столбови на спогодбата, бидејќи две држави, два соседа во Европа во 21 век, крајно време беше да најдат начин како едно вакво прашање да го представат да не биде контрадикторно, туку да биде комплементарно едни со други. Бидејќи кога ќе се каже во Атина или во Солун македонец и Македонија, се мисли на нешто друго. Кога ќе се каже македонец, Македонија, македонско кај нас, се мисли на нешто друго. И тоа е еден европски начин како да се заштити тоа што нас ни е најважно. Ова чувство на самоопределување, на самоидентификација, неколку пати беше потенцирано и од премиерот Ципрас, и од мојот колега, министерот Никос Коцijas, кој што укажаа дека не можат да влезат во оспорување на правото на самоопределување, во правото на самоидентификација. Членот 1, оперативниот дел, и членот 7 заедно целосно ни даваат право да бидеме тоа што сме, да бидеме македонци. Покрај тоа во членот 1 немаше баш многу прашања во делот на македонскиот јазик, меѓутоа и македонскиот јазик е многу експлицитно напишан, еден од основните столбови на нашиот македонски идентитет. Договорот е почеток, еден правен мост за разрешување на прашалници, за подавање рака, за пријателство. Тој е добар старт, меѓутоа ќе треба многу вложување, ќе треба многу запознавање, ќе треба
многу присуство, ќе треба многу размена, особено меѓу младите, меѓу студентите, невладени организации, новинарите ќе имаат голема улога, за да спласнат стереотипите и стравовите во делот на тоа што нас ни е битно, тоа што од другата страна на границата е битно. Меѓутоа, овој прв крупен чекор е направен со овој договор. Користење опсек на одредница. Дали официјални лица во државата ќе можат да ги користат термините македонска економија, македонско здравство, македонско образование, македонска историја, македонска наука, традиција, фолклор и така натаму. Или придавката ќе се користи во неофицијални документи и разговори, а официјално за се ќе биде на Република Северна Македонија, Дејан Трпковски на Facebook, да наведените термини ќе може да се користат во секаква комуникација. Ќе ја задржиме придавката македонски во сите примери кои ги наведувате. Македонска економија, македонско здравство. Никаде по договорот нема изведеница или придавка северно македонски и така натаму. Прецизирањето, географското прецизирање на името Македонија ќе се однесува за имињата на државните институции. Друго прашање, близко до последнава реченица, дали се брише се што содржи збор македонско, македонски, македонска од државните институции, како тоа придавката македонски е во слободна употреба, а не може да се користи за државните институции. Што сакаш да ни кажеш дека по дома ќе може да се викаме македонски ајвар? Од Марко Симонов на Facebook. Дали ќе можам да си растегнам македонски жици на терасата за да пружам алишта од тото на Твитер? Прво, спогодбата не тангира, не навлегува во приватната сфера на граѓаните, ниту кај нас, ниту кај нив, ниту во Македонија, ниту во Грција. Придавката во однос на државата, незините службени органи и други јавни институции ќе бидат во согласа со идното официјално име на Република Македонија, односно Република Северна Македонија. Други употреби на придавката, вклучително таквите во однос на приватни ентитети и актери, кои не се поврзани со државата во смисла на посебен закон за основање, или не добиваат финансиска поддршка од државата за активности надвор, и сите други активности без никакво ограничување, како пример, например, нашата амбасада во Берлин ќе биде, согласно договорот, со завршен процес, амбасада на Република Северна Македонија, која што ќе може сосема јавно да си прави денови на македонската култура во некоја институција во Берлин. Овде, ако ние сите институции ги на некој начин ги сведеме на придавна форма и наместо имаше и прашање како ќе гласи од Слободан Аризановски на Твитер, како ќе гласи називот на министерството во кое работите. Називот ќе гласи Министерство за надворешни работи на Република Северна Македонија. Ако сите институции ги сведеме во придавна форма и за да го избегнеме користењето на името Северна Македонија и ова биде Македонско Министерство за надворешни работи, македонска влада во формална смисла, тогаш навлегуваме во таква пракса нема да биде во согласност со одредбите на овој договор и со деликатниот компромис кој што едвај, како два ластика што се тегнат, едвај ги допревме и ги заврзавме, а не се скинаа на едниот крај и на другиот крај. Суштината на овој договор е што Грција добива дистинкција за сите употреби меѓу државата Македонија и регионот Македонија во Грција, а ние добиваме затворање на ерата
каде што прво се ослободуваме од поранешна Југословенска република Македонија, каде што сме во речиси сите релевантни меѓународни владни организации. Значи се ослободуваме и од акронимот ФИРОМ и добиваме афирмиран идентитет и точка на сите прашалници за тоа кои сме. Македонци, што зборуваат македонски јазик, и истовремено добиваме поддршка од Грција, не само да не блокира, туку и да не поддржува, да влеземе во НАТО и да почнеме во ЕУ и за неколку години да влеземе во членство во ЕУ. Тоа создава можност нашата држава да не биде едно островче, бидејќи не сме остров, живееме во деликатен регион, да си ја зајакнеме, да си ја направиме, да ја завршиме нашата незавршена државност, бидејќи и во Обединетите нации влеговме со правна обврска согласно резолуциите 817 и 845 да го надминеме и да го решиме овој проблем. Одговорноста од решавање е многу голема, таа е пред се наша на владата, меѓутоа ја споделуваме со сите граѓани, бидејќи имаме референдумско изјаснување. Меѓутоа одговорноста да не се заврши оваа работа е исто така огромна, бидејќи ние мора да мислиме која е алтернативата. Дали тоа што голем дел од нашите граѓани сакаат и аплицираат за пасоши на други држави, како ќе се соочиме со тоа? Дали ако се вратиме назад во ровот во изолацијата, или ако македонскиот пасош го направиме еднакво вреден со пасошите на државите што веќе се членки на Европската унија. Ако Европа си ја донесеме кај нас, наместо нашите млади да си ја бараат Европа надвор, бидејќи ја нема во Македонија, иако тоа нема да се случи преку ноќ, меѓутоа важно е да го фатиме возот. Војниците ќе бидат северно македонци или како? Идентитетот е зачуван само на хартија и сојузниците не го сменија пред време или јас нешто не сватив. Ова е во однос на објавата на американските трупи кои што имаат војни вежби на полигонот во Криволак заедно со нашата армија. Имаше извинување и измена и ова прашање на некој начин е близко со следното. Членот 7 е општ и секој може да го толкува како сака. Како ќе не нарекуваат грците нас, уште поважно, како ќе не нарекуваат останатите држави, освен официјални државни представници, како можете да спречите медиуми, телевизии, радио, вестници, интернет портали да не нарекуваат северно македонци, или со пример дали може утре канадска телевизиска станица или јапонски вестник или дански интернет портал да не нарече северно македонски во нивното известување од бурмашина на Facebook. Прво, мора да се каже дека во делот на странските медиуми употребата на вакви несакани термини од овој карактер, например славо македонци, не беше исклучено во минатото, се разбира пред и без оваа спогодба. Ние ќе мора да вложиме голем напор за правилно информирање, за правилно укажување. Она што е битно е што спогодбата не дава во ниту еден момент и не ја користи придавката во ниту еден момент северно македонска. Особено на идентитетската линија. Јазикот е македонски, врската меѓу членот 1 и членот 7. Членот 7 набројува што значи во однос на нас, кога ќе се каже Македонија и македонско, во таа форма, и споменува народ, споменува култура, други одлики, културно наследство, и така натаму, и така натаму. Тоа не значи дека нема да има грешки, меѓутоа наша одговорност и обврска ќе биде да бидеме агилни и секаде да окажуваме. Се разбира дека сето тоа, доколку овој процес заврши, ќе легне согласно одредбите на договорот. Многу ќе биде важно, јасно да бидат пресликани одредбите на договорот во личната карта на Македонија во Организацијата на Обединетите нации. Под која буква ќе стои Македонија во листите на држави во случај името Северна Македонија да стане дефинитивно.
Сега е, например, под Т во Обединетите нации, но под М во скоро сите други институции. Прво, со многу ретки исклучоци, една регионална организација, во смисла на владините меѓународни организации, Република Македонија е секаде под Т, бидејќи во однос на Т од the former Yugoslav Republic of Macedonia, од членот, или од поранешната Југословенска република Македонија, некаде сме и под Л, од француската верзија на ова референца. Така сме во ОПСЕ, Совет на Европа, така сме во Обединетите нации, така сме во НАТО со астериксот со фуснотата од Турција, така сме во Европската унија. Ова прашање во спогодбата не е регулирано и ќе биде определено во контекст на имплементацијата на спогодбата. Мартина Мартиновска на Facebook: министре, дали беше тешко да се постигне компромис со грчката страна да останеме македонци? И тие го користат овој термин за жители во Грција, во нивниот регион Македонија. Добивме ли пријател кај грчката страна со тоа што го решивме овој спор и наместо БРМ ќе се викаме Северна Македонија? Кои се следните чекори на соработка со Грција? Дали беше неопходно да го решиме спорот со соседот за да добиеме покана за членство во НАТО и во ЕУ? Можеше ли да се заобиколи овој спор некако? Ова се интересни и важни, легитимни прашања. Има една фама кај нас дека некој не притисна или некој друг имаше интерес да се надмине ова прашање. Мислам дека нема држава од нас, од Македонија, со посилен интерес, бидејќи ова прашање најмногу не боли нас и во смисла на оспорувањето, и во смисла на фактот што немаме ниту еден договор со Европската унија потпишан на македонски јазик, и во смисла на заклученоста во чекалната веќе една цела генерација, споменав, од 2008 за НАТО, од 2009 во Европската унија. Ние бевме тие што го отворија овој процес во јуни минатата година. Преговорите беа тешки. Мислам дека успеавме и не се знаеше дали ќе успееме до последните денови, можеше да биде и неуспех. Мислам дека успеавме пред се заради две нешта. Двете страни мислевме многу повеќе на еднината и на стратешките интереси на двете држави, двата соседи во еднина, и на Македонија, и од страна на Грција. И тоа на крајот преовла. И второ, се фокусиравме на интереси, а не на позиции. Многу често се врзуваме за, и некои од политичките играчи исто така, се врзуваме за позицијата компромис може, меѓутоа не по цена промена на устав за да се промени уставното име. Тоа е врзување за позиција, а не за интерес. Тоа е како, еве со, можеби малку банален и несоодветен пример, меѓутоа тоа ми доаѓа на ум, бидејќи се, или доскоро беа сезона на годишни одмори на плажи, позиција е ако си фатиме убава позиција на плажа каде што има сенка, меѓутоа интересот за да се чуваме и да си го чуваме меракот се менува ако одеднаш заврне, ќе не треба позиција каде што има стреја. Интересот за нашето здравје сугерира еднаш позиција во едни околности, друга позиција во други околности. Во преговорите, јас ова го имам еднаш или два пати јавно кажано, можеби не беше невозможно да се заштити, да не се допре до уставното име, меѓутоа да се прифати име за меѓународна употреба кое што ќе биде или би било недостоинствено. Дали ќе беше подобро ако прифатевме име за меѓународна употреба без името Македонија, што тоа што е вистинска промена на
името, бидејќи се друго се придавки. Ние сме биле и социјалистичка, сме биле и народна, и република е политичка одредница, придавка. Името е секогаш Македонија. И северна е придавка и географска одредница, укажува дека државата Македонија, во контекст на поголемиот историски регион Македонија, од времето на Отоманската империја, е во северниот дел, што е географски факт. Значи, дали ќе беше подобро да имаме име за меѓународна употреба, да речеме Централно-Балканска република, а дома да бидеме Република Македонија без да се чепка. Ова го кажувам за да укажам дека опфатот и кое ќе биде името се тесно поврзани прашања и од секогаш во разговорите, барем јас со моето лично сведоштво од 2003 година, 15 години сум со оваа болка и со најголем планина и предизвик. Дали ќе беше подобро тоа да го направиме? Таквото врзување на позиции е штетно и често води кон црвени линии, кон рововска битка. И затоа во целиот овој процес секогаш во јавни избори изјави зборував за интереси, а не за позиции. Значи, процесот беше многу тежок, зависеше од лидерството и од храброста на двете страни. Има огромна одговорност кога мислиме дали може да се постигне нова спогодба, треба да ја гледаме реалноста. Бидејќи кога Мицотакис вели договорот не е добар и Мицкоски вели договорот не е добар, тие мислат на различни нешта. И кога тие два става ќе се спојат, заклучокот е нема договор. Значи враќање во рововската битка. Мислам дека стекнуваме пријатели во Грција и правиме од Грција пријател. Ние долго време во нашиот приот кон овој проблем се обидувавме да најдеме пат кон НАТО, кон ЕУ, заобиколувајќи го ова прашање, ако можеме. Тоа е исто дел од ова прашање. Често и комплицирајќи го самите, колку време, еве денеска зборуваме и се гледајот прашањата за идентитетот, колку време зборувавме кога со антиквизацијата, прв пат со преименувањето на аеродромот од Петровец во Александар Велики декември 2006 година, дали имавме јавна дебата што тоа значи? Каков е нашиот македонски наратив и кои се суштинските одлики без кои што ја немаме нашата нација? Дали е тоа македонскиот јазик, дали е тоа нашето словенско потекло, дали терминот нација е термин од 18 и 19 век во европската политичка и филозофска мисла, или зборуваме за крв, за гени и така натаму и така натаму. И мислам дека тука сите имаме огромна одговорност. Визијата дека времето работи за нас беше можеби одржлива до тој момент, од моментот на политиката на антиквизација, што ни збуни и дома, изгубивме пријатели надвор и дадовме аргументи на оние политички сили во Грција, кои што можеби имаат интерес да не држат во чекалната заклучени. Не може чекалната за 21. век да се отвори со клуч од пред 2000 години. Клучот мора да биде европски и од овој век, од нашава денешнина. Значи, за да влеземе во НАТО и да влеземе во ЕУ, Грција утре треба да не биде сојузник. За да не биде сојузник, треба да не сакаат внатре. Само со добро, чувајќи го нашето најважно, можеме да произведеме добро. И тука имаме уште многу работа, меѓутоа ова е главната, првата тула. При крај сум, ќе завршам со и во следните серијали од Facebook Live ќе се осврнам и на прашањата што овој пат не ги опфативме, ендоними и екзоними, трговските марки, многу легитимно прашање, спогодбата
формира на некој начин процес, меѓутоа тоа прашање до завршување на тој процес останува така како што е, легитимно прашање и ќе зборуваме и за тоа. Има едно подолго прашање во инбокс, така што нема да го наведам сограѓанинот, кој што на некој начин главното прашање му е зошто од нашите односи од надминување на проблемот со околу името, што Грција го имаше со нашето уставно име, зависи, он има успешен мал семеен бизнис, зависи какви му се условите за работа, каков однос кон него има државата, колку верува на судството, колку сме ефикасни, каква ни е администрацијата и така натаму. И ова е исто легитимно прашање и имам после уште едно од тие што не се толку релевантни или можеби воопшто. Факт е дека качувањето на возот после толку пропуштени возови ние на станицата заради овој проблем, нема Македонија преку ноќ да ја направи Европска Македонија. Меѓутоа ќе создаде услови и еден голем притисок врз политичките партии, врз политичките елити, врз сите нас, дури и како култура на живење, не само како култура на служење, што понекогаш ја рекуваме владење, со притисокот од Европската комисија, со длабинското скенирање што почна со скрининг процесот кога комесарот Хан беше кај нас во јули, ќе даде, видовме дека самите се вртеме во, па дури и назадуваме. Јас кога се во ова, не беше оваа зграда, меѓутоа беше оваа институција. Јас се вработив во оваа институција како дипломиран правник и дури подоцна отидов на магистерски во Англија. Во 96-та година мене никој не ме праша и не ми побара партиска книжка. Имаше честен конкурс и таа генерација од Министерството што влезе тогаш, заедно со уште неколку генерации, е еден од главните столбови на денешното Министерство за надворешни работи на Република Македонија. Значи, не само што не сме напред, туку и тоа што сме го наследиле како систем го имаме искомпрометирано. Мора да го направиме овој чекор. Македонија нема да ја смени Брисел, Брисел ќе помогне, ќе има многу инвестиции, ќе има многу мониторинг, ќе има голем притисок. Ние сме тие што ќе мора да ја смениме, меѓутоа ни треба помош. Најдобрата алатка за реформи што постои воопшто во светот се пристапните преговори со Европската Унија. И во таа смисла, овој процес ако успее и вас, и вашиот семеен мал бизнис, во период од неколку години, ќе забележи промени и попозитивен пристап и поддршка од државата. И последното прашање, јас се извинувам ако бев можеби досаден, ќе ги научиме лекциите за следното издание. Едно од оние кои немаат релевантност со договорот, со референдумот, од примус на Твитер, дали спиете со чорапи. Јас сум голем саклетчија и спијам бос. Ти благодарам на вниманието, на трпението, се извинувам ако бев недоволно прецизен. Се надевам дека следниот пат нема да бидам свежо вратен од Америка и ќе бидам по-динамичен и по-корисен.